А викендов за сите љубители на спортот и природата ни предстои тридневно дружење во Мариово со планинарење и велосипедски трки. За таа цел ова утро ја вклучуваме во живо колешката Кристина Атовска да ни го објасни овој настан и што точно да очекуваме. Добро утро, Кристина. Добро утро, Тања. Нашите гледачи добро веќе знаат дека им представуваме интересни села и предели од нашата прекрасна Македонија, а утрово ќе ве запознаеме со еден настан кој ќе се случи во последната недела од мај и тоа во еден од најубавите предели во Македонија, во Мариово. Именно Сдруженијето за унапредување на велосипедизмот Вело Европа организира еден многу интересен настан, односно Мариово Off-Road Experience. А што ќе се случува таму, ќе дознаеме од председателот на Сдруженијето на Вело Европа, Слободан Трајковски. Добро утро, Слободан. Цели 3 дена спорт и дружење. Што се ќе може да видиме на Мариово Off-Road фестивал? Добро утро. По четврти пат оваа година го организираме аутдор фестивалот Мариово Off-Road Experience. Оваа година ќе се одвива во 3 дена, петок, сабота и недела, од 29 до 31 мај. И користиме тоа што петокот е неработен ден, така да ги излечиме жителите на Република Македонија повеќе да престојуват на отворено. Во петокот е официјалното отворање на фестивалот и ќе се прикажуваат филмови со аутдор содржина, со спортови. Во саботата имаме журка голема со тројца диџеи и бенд до доцните вечерни часови. Сето тоа ќе биде вовед во она што ќе се случува во неделата и главно зашто сме во Мариово, тоа е спортот. Така ќе има две велосипедски тури, пократка и подолга велосипедска тура, планинско трчање, аеробик и планинарење. Марио Шаревски веќе те знаат како главен промотор на убавините на Македонија. Кажи ни што се ќе се случува таму во спортскиот дел? Еве јас на големо задоволство добив задолжение од Боби да бидам водич на малата тура. Таа опфаќа 35 километри. Се посетуваат селата Бешиште, Полчиште, Витолиште, раселеното село Мелница, родното место на писателот Стале Попов, и се руча во манастирот Свети Илија, а се тргнува од селото манастир. И во рамки на оваа тура, која што има повеќе туристички карактер, јас подготвив една збирка со податоци за историјата, потеклото на името на Мариово, географијата. Како што ќе ги посетуваме сите села, ќе читаме, ќе учиме, ќе истражуваме за нив, ќе можеме да пробуваме мариовско сирење и така ќе го истражуваме Мариово. Во рамки на неа ќе биде вклучена и истражувачката експедиција на македонската Википедија, така што се она што ќе собереме таму, ќе го споделиме потоа на интернет за многу луѓе да можат да го читаат и да ги привлечеме да доаѓаат да спортуваат и да уживаат во Мариово и во Македонија. Боби, фестивалот е комплетно на отворено. Очекувате околу 300 шатори. Каква е журката на еден толку голем камп? Да, возбудени сме сите заради тоа што оваа година има многу поголем интерес. Почнувајќи од првата година кога имавме 100 гости, втората година 200, лани околу 550, оваа година очекуваме до 800 гости да дојдат во сите 3 дена. Со тоа што, како што речек, подготвуваме место за 300 шатори, тоа се значи 400 до 500 луѓе само на кампинг да дојдат и на журката. Одговорноста е голема екипа се собравме оваа година, ќе мора да внимаваме на сите детали, се да помине безпрекорно, затоа што се грижиме за нашите посетители. Кажи ми, од каде идејата за еден ваков настан и зошто баш Мариово? Така, луѓето, велосипедистите или спортистите што применуваат вакви спортови ги посетуваат сите региони во Македонија, но никој никогаш не спомна за Мариово. Така, во една наша посета на Мариово во 2010 година ни текна дека би можеле да организираме такво нешто. Полека ја подготвувавме идејата и теренот и во 2012 година за прв пат го организиравме фестивалот во овој регион, кој што порано во минатото сме го учеле само од учебниците во школа. Луѓето мислат дека тоа село, а тоа е еден голем прекрасен регион, богат со флора, фауна, духовност. Раселените села се прекрасни да се видат или да се запознаат луѓето кои што се уште живеат таму. Искуството е навистина прекрасно да се биде таму. Такова, кажавме дека оваа година ќе биде по четврти пат. Какво е искуството од изминатите 3 години? Какви се реакциите на оние што присуствувале? Првата година беше, имавме 100 гости, како што реков, и беше многу тежок теренот за возење, затоа што имаше цело време дожд. Мислевме дека ќе биде голем дебакл, но луѓето беа презадоволни. Тоа не охрабри да организираме повторно за 2013 кога дојдоа 200 гости и веќе видовме дека има потенцијал во Мариово да се организира вакво нешто. Оваа година добиваме уште поголема поддршка од општина Прилеп, од програмата НУСАИД за експанзија на мали бизниси.
Други фирми ни приоѓаат, сами се нудат да го поддржат фестивалот и организацијски се шириме по сектори, воведуваме и нови содржини на фестивалот. Се за да ги задоволиме потребите на гостите кои што ќе додат таму и да го пласираме понатаму Мариово и во меѓународни рамки. Марио, ме интересира патиките дали се добро означени? Па да, токму така минатиот викенд, изминатиот викенд и ние бевме работно го посетивме Мариово, ја косевме тревата, подготувавме места за сместување, за скара и меѓу другото ги обележавме сите патеки, значи големата која што е долга 50 километри, планинарската патека која има 11 километри во еден правец, меѓутоа не е тешка, туку напротив прилично е убава за уживање, поминува преку две реки. Ги има баш, се помина низ оние предели каде што Милчо Манчевски ги има снимано познатите негови филмови, така што тие се добро обележани, иако е природа дивна, не може да се изгубат посетителите, тука носно многу ќе уживаат во сите тие гледки, тие предели низ кои што ќе поминуваат. Бобе, во вашата агенда е ставен и курс по готвење. Кажи ми, дали здравата исхрана е мотив за да се вметне ваков курс во спортски настан? Па да, луѓето кои што ќе ги дават, кои што ги држат тие курсови за готвење се баш луѓе кои што внимаваат на исхраната. И кога сме веќе во природа и кога сме собрани повеќе спортисти, би сакале да пратиме некоја порака во однос на здравјето на луѓето, а токму она што го внесуваме го прави нашето здравје или го расипува. Затоа рековме и петорица луѓе ако се мотивираат да почнат поздраво да се хранат од она што дотогаш го правеле, значи целта сме ја постигнале. Сите луѓе кои што ќе сакаат ќе може да се вклучат во тој курс, да готват заедно со луѓето кои што ќе бидат ангажирани токму за тоа. Кажи ми само уште, како можат заинтересираните да се пријават, да бидат дел од оваа манифестација? Па има уште 2 дена за пријавување, официјално ти кажам сега прв пат тебе, може да ги посетат продажните места од мрежата на Купи карти за се или онлайн да се пријават на kupikартизасе.com и веќе и на лице место исто така ќе има пријавување за оние што не стигнале. Но ќе фалат работи од стартниот пакет кој што на пример мајица нема да може да добијат, но сите други работи од стартниот пакет ќе ги добијат бидејќи ограничени сме со средства и со набавки. Тоа е. Ви благодарам и ви посакувам успешен настан. Благодарам тоа. Имате неколку добри причини да бидете дел од една ваква манифестација, заради спортот и здравиот начин на живот, така и заради добрата забава и дружењето, а најважно од се ова е навистина една многу добра прилика да уживате во прекрасните предели на Македонија. Тања? Така е, Кристина, ти благодарам многу за ова вклучување утринава.